Мегалитската обсерваторија Кокино се наоѓа на неовулкански рид веднаш под врвот Татичев камен со надморска височина од 1013 метри. Природната предиспозиција на андезитните карпи да пукаат во вертикална и во хоризонтална насока на праисториските жители им овозможила на лесен начин да ги обликуваат елементите на обсерваторијата сместени на две скалесто поставени платформи. Некои археолошки наоди укажуваат на користењето на локалитетот во првата половина на вториот милениум како света планина, на која веројатно се славеле повеќе култови, од кои најзначаен бил култот на големата мајка Божица. Најновите археолошки истражувања укажуваат и на подоснежно користење на локалитетот се до 7 век пред нашата ера. Или, со други зборови, локалитетот континуирано се користел барем 1000 години. Археолошки локалитет. Во 2002 година за прв пат во Македонија физичарот Ѓоре Ценев од планетариумот при Младинскиот културен центар во Скопје направи комплетна археоастрономска анализа. Мерењата и анализите недвосмислено покажаа дека локалитетот ги исполнува сите предуслови за негово вбројување во редот на прастарите обсерватории. Маркерите за обележување на изгревањето на месечината докажуваат дека станува збор за обсерваторија затоа што местата на изгревање ќе се повторат по истекот на речиси 19 години. Очевидно, некои членови на племенската заедница во минатото имале задача секојдневно да ги следат движењата на небесните тела и да прават календари за одредување на деновите за ритуални обреди, како и за започнување на сезонските работи во земјоделството и сточарството. Прецизноста на изработката на маркерите, добрата сочуваност на оригиналниот изглед и димензиите, како и низата уникатни содржини, престолите, траншејата, централната позиција, обредните позиции и така натаму, како и огромното количество на археолошки наоди ја вбројуваат мегалитската обсерваторија Кокино во редот на најзначајни стари обсерватории во светот. Во 2005 година, по повод денот посветен на старите обсерватории во светот, Американската вселенска агенција НАСА изготви листа од 15 стари обсерватории во светот, во која мегалитската обсерваторија Кокино е рангирана на 4-то место. Денес пред Кокино стојат други предизвици. Можно ли е овој локалитет да прерасне во поголема туристичка атракција? Само да кажам дека во 2007 година бе докажани календарот кој бил изработуван на Кокино, потоа циклусите на затемнување. Со тоа се заокружи всушност научната аргументација дека навистина станува збор за еден исклучителен локалитет и дека станува збор за мегалитска обсерваторија. Ваквите локалитети се покаже дека имаат исклучителна вредност и значење и во светски рамки. Тоа го потигна и ЮНЕСКО на специјална конференција на оваа тема во 2004 година да собере научници од сите области, значи се собра астрономи, физичари, археолози, антрополози, етнолози, архитекти. И на специјална конференција се покажа дека и се докажа дека небото и изгледот на небото, движењето на небесните тела имали исклучителен придонес во развојот на човековата цивилизација севкупно на нашата планета. Значи, се призна дека изгледот на небото е светско културно наследство и им се препорача на сите земји да извршат археоастрономски и етноастрономски истражувања на својата територија. Покрај тоа, ЮНЕСКО воведе нова категорија во листата на светско наследство и тоа за астрономски локалитети или локалитети кои имаат астрономско значење. Значи, сето тоа е толку ново што дури е неразбрано или предизвикува недоразбирање во нашата средина, затоа што наеднаш се покрена една лавина на активности на ЮНЕСКО насочени токму кон афирмација на ваквите локалитети во светски рамки. Ние, за среќа,
значи дури од 2 години пред тоа веќе докажавме дека имаме обсерваторија на нашата територија и тоа со исклучителни карактеристики, со исклучително значење. Токму затоа Младинскиот културен центар или планетариумот при Младинскиот културен центар кој ги извршува овие истражувања на Кокино, значи археоастрономската анализа на Кокино, понуди проект или, ако сакате, покрена иницијатива за номинација на мегалитската обсерваторија Кокино за ставање на листата за светско наследство. Постапката е релативно сложена, но вреди да се направат сите напори за да се постигне оваа цел. Значи, треба да се искористи и моментот дека 2009 година е меѓународна година на астрономијата и токму затоа и ЮНЕСКО испрати веќе 3 писма со интервенции или барања до сите членки држави да токму стари обсерватории бидат пријавувани од прва причина дека прво нели се барат номинации на такви локалитети, а второ да се искористи и да се афирмира токму таквите локалитети во меѓународната година на астрономијата. Времето е многу куса. Ние многу работи ги правиме во последен момент, затоа што имаше пречки од административен карактер, што би се рекло, но мислам дека во последниве денови овие пречки полека се надминуваат. Значи, се покрена постапката за валоризација на обсерваторијата прво дома, кај нас. Таа постапка е во тек, значи изработивме елаборат за покренување на таа постапка за валоризација. Се формира Националната комисија за ЮНЕСКО, која всушност треба да ја номинира обсерваторијата пред ЮНЕСКО. Значи, очекуваме дека оваа постапка ќе заврши до крајот на годината, за да можеме, така да кажем, да го фатиме последниот воз и да се вклучиме во номинирањето на нашата обсерваторија за ставање во редот на светското наследство. Веднаш да кажем дека добивањето на заштита на ЮНЕСКО, така да кажем, не значи веднаш да вие да добивате некакви парични средства или нешто, но тоа е огромно признание во светски рамки и само по себе голема референца и препорака пред се во афирмацијата на локалитетот, но и на државата, пред се во туристички аспект. Значи, треба да кажем дека во светот има голем интерес за луѓето, значи во пошироката со исто во Англија. Лично Стоунхендж во Англија го посетуваат меѓу 1.200.000 и 1.500.000 луѓе. Таа, например, на листата на НАСА е нешто пред нас. Значи, она е на второ место, ние сме на четврто место ставени на таа листа. Мачу Пикчу, кој е на листата на 7 место и кој е во Перу, во една многу недостапна област, годишно го посетуваат 700.000 луѓе. Па можеме да замислиме што значи да едно големо признание и афирмација од страната на ЮНЕСКО на нашиот локалитет, што би значило како една иницирачка каписла за привлекување на луѓе, туристи од сите земји во светот. Значи, тоа ќе придонесе и својден развој на целиот регион, Источна Македонија и на вистина на Балкан докажана работа. Значи, самата обсерваторија не само што има научно значење, не само што таа е